Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова е радиопрограма за овој час. Нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на слонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Повторно се јавуваме, почитувани слушатели, директно преку етерот на радиостаницата CMR, за да и во оваа наша емисија ви запознаеме со настаните во Македонија, во која ќе ви го представиме и ликот на нашиот сонародник Грегори Цанев од село Арменоро Леринско, но исто така и мојот коментар на неделата. Ви посакувам добар прием. Најпрво да одиме со прилогот за нашите македонски православни празници. Неделава што доаѓа е пребогата со убави празници. На 12 февруари го чествуваме заедничкиот спомен за светите Василий Велики, Григорий Богослов и Јован Златоуст. Секој од нив си има свој ден за празнување во јануари, но во 11 век се раскарал народот кој од нив тројца е најголем, пошто дошло до големи поделби меѓу христијаните. Месниот епископ Јован добил видение во кое му се појавиле овие светители во голема слава и неискажлива чудесност, па му рекле: ние сме едно во Бога, нема меѓу нас некој кој е прв или втор. Од тогаш наваму, 12 февруари е заеднички ден на овие три големи православни сонца. 14 февруари е посветен на светиот маченик Трифун. Потекнувал од сиромашно семејство и бил чувар на гуски. Уште како мал, добил Божја благодат, па можел да исцелува болести кај луѓето и кај животните и да изгонува бесови. Во тоа време, со Римското царство завладеал царот Гордијан, чија што керка се поматила во умот. Ниеден лекар не можел да й помогне на лудата Гордијана. По Божја промисла го повикале младиот Трифун. Бил доведен во Рим, каде ја исцелил царската керка. Гордијан му подарил цело богатство, а Трифун им го разделил на сиромасите. Потоа, ова свето момче продолжило да чува гуски и да му се моли на Бога. Кога се зацарил Христоборниот Декиј, свети Трифун бил свирепо измачуван заради Христа, за на крај да биде убиен со меч. Го предал својот дух на Бога во 250-та година. На 15 февруари го празнуваме Сретението Господово. Во 40-тиот ден по рождеството Христово, Пресветата Дева Марија го донела својот божествен син во Ерусалимскиот храм, за да му го посвети на Бога. Во храмот држал служба првосвештеникот Захарија, таткото на свети Јован Претеча. На тоа место и во тоа време се јавиле две необични личности – старецот Симеон и Ана. Праведниот старец Симеон го зел во своите раце Месијата и рекол: сега отпушти го твојот слуга Господи, зашто го видоа очите мои спасението твое. Ана, која од младоста му служела на Бога и самата го познала Месијата, па го прославила Бога и им го објавила на ерусалимските граѓани доаѓањето на долго очекуваниот. Сите оние кои ги слават овие празници или ги носат имињата, нека им се честити и вечни. А ние да дадеме и неколку соопштенија. Женската секција при црквата Свети Климент Охридски по повод 8 март, денот на жената, го прославува со банкет кој ќе биде на 6 март после богослужбата. Тоа ќе биде со богат ручек и весела музика. Цената е $45. За влезници јавете се на телефон 416 421 7451.
На 6 март женската секција при црквата Свети Димитрија Солунски од Маркам после богослужбата исто така го празнува 8 март денот на жената со богат ручек и убава македонска музика. Јавете се за влезници на 905 471 5555. И женската секција на Света Недела од Иџекс ве повикува на банкетот на 6 март по повод празникот 8 март денот на жената, кои го приредуваат со богато јадење и весела музика, а цената е $40. За влезници јавете се до председателката Милица Поповска на 647 531 2117. Но еден ден пред тоа, поточно во сабота на 5 март, женската секција при црквата Свети Илија од Мисисага го одбележува празникот 8 март денот на жената со банкет каде ќе ве забавува добра македонска музика. За влезници таму јавете се на 905 821 8050. Како што слушнавме вчера беа трите светители, меѓу кои и светецот Свети Грегори. Користа можност, амам денес зборуваме и за го откриваме ликот на нашиот познат сонародник Грегори Цанев од село Арменоро, да му го честитам и именденот, а ние да одиме точно со неговиот лик. Во самата Пелагонија, во Леринската котлина на околу 4 километри од градот Лерин, сместено е селото Арменоро со надморска височина од 635 метри, а сега како приградска населба на градот Лерин. За ова село не треба многу да се зборува, зашто секој ден кој оди за Солун, Костур и така натаму, по новиот автопат мора да помине низ Арменоро. Во селото Арменоро жителите се занимаваат со земјоделство од сите врсти на зеленчук према континенталната клима што ја имаме во Македонија, овоштарство како и житните растенија пченица, рж, пченка кои се застапени таму. Додека пак од занечиството е шнајдерството и туланата, производство на тули и керамиди. Во ова леринско село самите жители отворија музеј на фолклорот, но и фолклорна група на Арменоро. Интересно е да се спомне дека покрај двете помали цркви, Света Богородица и Свети Танас, таму е и поголемата црква Свети Наум Охридски. Инаку, како што се прикажува, името на селото Арменоро е добиено од Армен Бек, кој владеел на тие простори, а бил голем играорец и секогаш бил наоро. Ајде, Пипи! Поминане стара мајко тешки години, кога си оставил села Лерински. Душа плаче, никој нема да ме разбере, никој нема ниту рака да ми подаде. Овчара ни беше осница Арменоро, горничево картешина забардени. Едораци росела е урие, а нере кучкои почора лажени.
zemlja od moj rodен kraj. Majči jazik pušten sada da si zborova. Kako i da napišat istorijata, Gospod znaje, ja sunčevo na Makedonija. Ovčarani pešosnica Armenoro, Gorličevo Karpešina Zavardeni. Edoraci Rosela je Urije, Anere Učkojni Babčora laženi. Еден од жителите на селото Арменоро е и нашиот сонародник Грегори Цанев, од татко Танас и мајка Ристана, која била родена во село Нерет, како и неговиот брат Ило и сестра Томка. Судбината ја одзема Ристана од низините најблиски, тогаш кога Грег имаше само 1 година, за да потоа маката го натера неговиот татко да се прежени со Олимпија. Иако покрај обработката на нивите со земјоделство и овоштарство, таткото на Грегори Цанев се занимаваше со обработка и на тули и керамиди производство. Меѓутоа со заминувањето во Австралија на неговата сестра Томка, која таму ја однесе среќата и се омажи, Грег Цанев, како мало дете со родителите и братот, се иселуваат во Канада за нов и подобар живот. Основното образование, гимназија, потоа во Раерсон, завршува бизнис курс, за да со дипломирањето работи како инженер 15 години, а потоа отвора и свој бизнис.